Вести на КТВ, добро вечер, почитувани гледачи. Отровни мамци расфрлани во местноста Трибор на Кожув ги трујат животните. Појава на труење на животни на планината Кожув. Според портпаролот на секторот за внатрешни работи Велес Анита Стојковска, секторот за внатрешни работи Велес имал примено пријава во која било наведено дека кај местноста Вика на Трибор има појава на труење на животни, најверојатно со поставување на мамки од затруено месо. Од затруените животни може да се затрујат и други животни и птици во синџирот на исхрана на животинскиот свет, вели Томе Лисичанец, познат екологист од Кавадарци и претседател на Здруженијето за зачувување на природата Аквила од овој град. Се работи на случајот, се превземаат мерки за негово расчистување, вели Стојковска. Инаку инспектори на полицијата денес повтор пат беа на терен. Кавадаречката полиција денеска реализира сообраќајно поучување за граѓани кои неправилно поминуваат на пешачки премин и за возачи кои не пропуштаат пешаци на пешачки. Кавадаречката полиција ги продолжува активностите за едукација на возачите и пешаците. Денеска се спроведе сообраќајно поучување за пешаци кои неправилно поминувале на пешачки премин, минувале на црвено, а не на зелено светло кое дозволува поминување на пешаците. Исто така полицијата ги поучуваше и несовесните возачи кои не пропуштаат пешаци на местата означени за нив, на пешачките премини. Инспекторот за превенција по сообраќајни работи Диме Крстев вели дека овој прекршок е многу чест од страна на возачите и подсетува дека за истиот возачите можат да заработат казна од 300 евра, но и забрана за Б категорија. Затоа тој апелира до сите учесници во сообраќајот и до пешаците, но и до возачите, кога се дел од сообраќајот, да ги почитуваат правилата и прописите за поголема безбедност. Целта на овие поучувања е токму таква, да им укажеме на грешките кои многу често ги прават како пешаците, така и возачите, нагласува Крстев. Унијата на жени на ВМРО ДПМН и Кавадарци синоќа реализираше трибина на тема дијабетесот болест на 21 век. Предавач беше доктор Методија Ташев, интернист во јавната здравствена установа Општа болница Кавадарци. По нејзиното завршување се спроведе и акција за мерење на шеќерот во крвта. Организација на Унија на жени на ВМРО ДПМН имаме уште една трибина согласно нашите програмски определби. Оваа трибина е на една многу интересна тема, која што ја одбравме по долготрајна дискусија. Имено се работи за дијабетесот и така ја крстивме денешната трибина, дијабетесот болест на 21 век. Ако до пред неколку години се работеше за болест која што беше поретка, пред неколку децении, и која што беше не символизираше само болест на старите луѓе, денес имаме една обратна слика која што со ова болест се повеќе и повеќе секојдневно се среќаваме. Поради тоа е и големиот интерес за ваквата тема која што вечерва ќе ја презентира специјалист, интернист, доктор Митко Ташев, интернист во Општа болница Кавадарци и Општа болница Неготино, од кого што повеќе ќе чуеме за симптомите на дијабетесот, за начинот како да избегнеме, односно превенцијата, како ни дошло до оваа болест, понатаму за компликациите кои може да се јават и секој начинот на санирање на истата. Инциденцата на ова заболување во светски размери е околу 7%, значи во светот од ова болест заболуваат негде околу 400 милиона луѓе. Во таа бројка и во Македонија застапен негде околу 6,8, значи и во Македонија од дијабет се заболени околу 140.000 луѓе, од кои што 33.000 луѓе се на дијабет, мислам на инсулинска терапија. Меѓународна крводарителска акција во Кавадарци годинава закажана за сабота. Крводарителите од Ковин Република Србија доаѓаат во петок. И овој октомври Општинската организација на Црвен крст Кавадарци во календарот со активности ќе забележи меѓународната крводарителска акција. Станува збор за една веќе долги години негувана соработка помеѓу збратимените организации на Црвен крст од Кавадарци и Ковин Република Србија. По посетата на хуманитарците од Кавадарци сега во градот на виното доаѓаат ковинци. Ке ги пречекаме во петок на 11 празнично, вели Розелова, секретар на
Кавадаречкиот Црвен крст. Во рамки на нивната посета ја организираме и меѓународната крводарителска акција, која стана традиција при секое доаѓање до Даваилова. Акцијата за доброволно крводарување ќе се реализира во салата на Општинското собрание во периодот од 10 до 15 часот во сабота на 12, а крв ќе може да даруваат сите крводарители и останати жители на Кавадарци и Росоман, вклучувајќи ги и крводарителите гости од Ковин. Според статистиката на Црвениот крст во секоја меѓународна акција со Ковин се даруваат од 20 до 30 единици крв, па така и овој пат очекувањата се дарувани 30 на крвни единици. Инаку по пристигнувањето во петок организирана е заедничка свечена вечера за крводарителите од Кавадарци и Ковин. За сабота најавена е акцијата заедно со спортските игри, а веќе во недела гостите си заминуваат, информира секретарот Илова. Инаку и годинава представниците на Црвен крст Ковин во Кавадарци ќе бидат сместени по фамилии. Во посета на археолошкиот локалитет Стоби денеска беа дечињата од посебните паралелки при Општинското основно училиште Страшо Пинџур и Дневниот центар за лица со посебни потреби Кавадарци. Археолошкиот локалитет Стоби денеска го посетија 50 дечиња од посебните паралелки при Општинското основно училиште Страшо Пинџур и Дневниот центар за лица со посебни потреби Кавадарци. Еднодневната екскурзија им ја организираше Општинската организација на Црвен крст Кавадарци во рамки на проектот подобрување на социјализацијата кај лицата со посебни потреби, финансиски поддржан од Комерцијална банка. Целта на оваа екскурзија е дечињата да се дружат, да ја развиваат социјализацијата и да уживаат во археолошките богатства што ги нуди Стоби. Покрај нивните ментори, со нив денес беа и децата представници од клубот на млади при Кавадаречкиот Црвен крст кои им помагаа во активностите и се дружеа заедно со нив. Проектот подобрување на социјализацијата кај лицата со посебни потреби Црвениот крст на Кавадарци го работи веќе трета година поред. Во рамки на истиот дечињата од посебните паралелки при Општинското основно училиште Страшо Пинџур и Дневниот центар за лица со посебни потреби посадија цвеќиња по повод празникот на жената 8 март, црта и фарба, великденски јајца. Во рамки на Тиквешкиот гроздобер изработија маски. Денес уживаа во еднодневната екскурзија до Стоби, а до крајот на годината им останува активностите за одбележување на 31 октомври, денот на штедењето, на кој заедно со финансискиот поддржувач Комерцијална банка ќе штедат за заеднички да го заокружат целиот проект на 3 декември, денот на лицата со посебни потреби. Од Црвениот крст на Кавадарци велат дека со годишниот извештај ќе се сумираат и резултатите од овие активности со кои се надеваат ќе обезбедат и лимит за соработка и во следната година. Социјализацијата кај лицата со посебни потреби е најважна, категорични се од Црвениот крст. Кавадарци меѓу градовите во кои активно се одбележува неделата на движење. Со рекреативен спорт, овој настан гимназијата Добри Даскалов го прослави со најмладите од детската градинка Рада Поцева, давајќи поддршка и кон детската недела. Неделата на движење и детската недела со рекреативен спорт денеска се одбележа на спортските терени при гимназијата Добри Даскалов Кавадарци. Настанот во организација на професорот по физичко образование Блаже Велков го вброи Кавадарци меѓу градовите кои во светски рамки допринесува во неделата за активно движење, а во која јунаци се најмладите од детската градинка Рада Поцева. Целта е да ги мотивираме децата уште од најмала возраст што повеќе да се рекреираат и движат, рече за КТВ Велков. Ова е недела на движењето која ќе организирана од Меѓународната федерација за рекреативен спорт со седиште во Копенхаген, значи тоа е ИСКА, меѓународната организација, поддржана од нашата федерација за рекреативен спорт. Така да опфатени се неколку градови, таму на плакатот може да ги видите во државата, меѓу кои што е и нашиот град. Тука ќе земат учество во оваа недела, значи, децата од помалите возрасти, од градинката Рада Поцева со некои игри без граници кои што ни ги спремија нивните воспитувачки. Во утрешниот ден исто така ќе видиме училишта
Димката Ангелов Габерот и Страшо Пинџо, децата од понижите оделенија. Целта на овој настане, значи рековме дека во соработка со Меѓународната федерација за рекреативен спорт, значи и децата да се створат некои навики за игра, за дружење, значи пред се тоа да се створат навики за играње кај децата. Па нашиот град е еден од поактивните градови во државата, така да ни понудија и ние прифанавме како така да земеме учество во оваа манифестација и мислам дека децата ќе се забавуваат и ќе им биде интересно. Како педагог по физичко воспитување, сметате ли дека современиот учител по физичко придонесува за мотивирање кај младите за поголемо движење и учество во спортови? Па сметам, знаете ли зошто? Бидејќи нашата професија е тоа пред се. Во овој период кога во системот образование се опфатени повеќе оние образовните дејности кај учениците, значи ние сме можеби едини предмет со кој што децата ги релаксираме и го поставаме оној момент каде што е воспитниот момент и моментот за стварање на позитивни навики кај децата, за едноставно спортот е една голема позитивна навика преку која што децата може слободно да ги искажуваат своите квалитети и своето слободно движење пред се. Здруженијето на слепи лица Кавадарци годинава ќе биде домакин на маршот Белиот стап. Во недела спортските игри во салата Партизан ќе ги најават активностите на здруженијето. Сдруженијето на слепи лица Кавадарци годинава ќе ја има честа да биде домакин и да го организира маршот по повод 15 октомври, денот на Белиот стап или слепите или слабовидни лица. Во рамки на тоа одбележување денеска од Сдруженијето претседателката Султана Јошева ги најави и спортските игри или поточно надпреварот во голбал за слепи лица од Скопје, Битола, Прилеп и градот домакин Кавадарци. Истите ќе се одржат во недела на 13 во спортската сала Партизан со почеток од 10 часот. Своето присуство и овој пат веќе го загарантира, вели Јошева, председателот на Националниот сојуз на слепи лица во Македонија Жарко Селковски. Целта е да подсетиме повторно во рамки на Белиот стап дека и ние сме тука присутни меѓу останатите, но далеку потивки и понеприметливи за жал, вели председателката на Кавадаречкото здружение. Она што на слепите лица во Кавадарци пред нивните пријатели од цела Македонија минатата година на 15 октомври им го вети градоначалникот Александар Панов беа семафорите со звучна сигнализација. Здруженијето во Кавадарци бележи над 50 на членови. Во Република Македонија, Националниот сојуз евидентира околу 2000 слепи лица. Нивните секојдневни проблеми се незаменливи за оние со вид. Покрај низата бариери во секојдневието за слепите лица, Белиот стап е продолжена рака, но и непознаница за се друго што е надвор од дофат. Слепилото секогаш било и ќе биде тешка инвалидност и поради тоа неопходно е константно да се следат специфичните потреби и проблеми на слепите. Во склоп на новиот проект на фондацијата Тиквешки вински пат посетена куќата на Кластари во Ниш. Фондацијата Тиквешки вински пат во соработка со Министерството за економија и кластерот за туризам проведува проектот Науката и праксата пат кон успехот. Во рамките на проектот беше посетена куќата на кластерите во Ниш, каде што беше подпишан меморандум за соработка, информираше денеска Виолета Јанкова, извршен директор во секторот туризам при фондацијата. За време на посетата разговаравме за реализација на заеднички проекти и туристички производи, презентации во други земји, рече Јанкова. Таа додаде дека проектот продолжува со изработка на методологија и прашалници за потребите на бизнис секторот, но и на факултетите, како и на институциите. Сето тоа со единствена цел преку нивно поврзување да се дојде до конкурентни и квалитетни кадри и производи, така ќе се подобри економијата на ниво на целата држава, нагласи Јанкова. По завршувањето на анализите ќе биде организиран форум за сите инволвирани страни и заеднички ќе се донесат заклучоци за понатамошна соработка. Времето утре претежно сончево, ветровито и топло со максимална температура до 25 степен. Гледавте вести и имајте пријатна вечер.